Апсење, мито, корупцијски афери и политички обвинувања за корупција што станаа дел од секојдневието. 2025-та ќе се памети како уште една турбулентна година во борбата со корупцијата во Македонија. Од функционери фатени на дело со мито, до гласни меѓупартиски присметки и институционални ветувања за правда, каква беше борбата со корупцијата оваа година. Многу апсење и акции, но не и судски разрешници, оценува претседателот на Transparency International. Според Пандовски, како еден од најголемите скандали кои одбележа оваа година е оставката на претседателката на ДКСК Татјана Димитровска, која е сомничена за одавање на информации од комисијата, но обвинет во случај со перење пари. Како проблематични се посочуваат задоцнетите измени на кривичниот законник, како измените на законите за судски совет и совет на јавни обвинители. Како еден од големите скандали кои одбележа година, би го отпишал скандалот поврзан со претседателката на Државната комисија за спречување корупција, нели, која што ова година си даде оставка бидејќи постоја индици за две кривични дела кои се извршени, се уште нема судска завршница таму. Во декември исто така ги добивме на некој начин не изненадија предлозите за измените на кривичниот законник, кои што според нас и ние како дел од од платформата дадовме реакција во врска со тоа, не беа целосни и не се јасни. Не чека предизвикувачка 2026 година, оценува претседателот на Transparency. За да се подобри борбата со корупцијата, потребни се функционални закони, отчетност на функционерите, како и поголема казнивост. Да се предвидат поголеми санкции, пред некое време го имавме скандалот со голем дел од градоначалници кои нема поднесено анкетни листови во Државната комисија, ќе треба да се зголеми делот на казнивоста. Овој дел можеби да се предвиди квалификувана форма на одговорност како забрана за вршење на јавни функции во одреден период. Меѓу последните корупцијски случаи за годинава е поранишниот народен правобранител Фахми Стафа, фатен со 20.000 евра мито, со сомневање дека сакал да влијае врз апелационен судија за укинување притвор, како и поранишниот управител на ИСМ Бујар Дардишта, со уште 30 лица осомничени за местење тендери во компанијата. Корупција беше откриена и во здравството. Директорот на геријатрија беше фатен со 20.000 евра мито за сместување пациент. Но фатен беше и директорот на платежната агенција со 400 евра како прва рата, одветени 50.000 евра за доделување средства на фирма што не ги исполнувала условите. Меѓу постапките кои се водат се и оние за сомневања за извршени непотребни кардиолошки интервенции во приватни клиники, лажни диагнози за да се дадат инвалидски пензии со што е оштетен ПИОМ, како и сомневања за корупција поврзани со нелегалната сеча на шуми. Тамара Тичевска, Сител телевизија.